Господи, Исусе Христе, Сине Божи, помилуй меня грешного. На Отца и Сина и Светиот Дух. Амин. Возлюбени во Христа Бога, браќа и сестри, денешното Свето Евангелие е еден најјасен, најпрост, едноставен начин ги изнесува, ги објаснува, но коренито, радикално проблемите на современото човештво, чија екзистенција е сведена на вегетација или просто биолошки обстанок, бидејќи главните проблеми за денешното човештво се гладот, жедот и облеката, односно комфорт. Но одговорот на овие прашања со кои што се измачува човекот денеска е даден на крајот од Светото Евангелско четење. И со крајот може да се објасни се друго што од почетокот до него е кажано во исто. Најпрво ни вели Христос: барајте го царството на Бога и неговата правда, а потоа се друго. Се без што ние не можеме. А Бог знае и без да му каже што е тоа без што не може, ќе ни биде придодадено. Пред се царството небесно и неговата божествена правда, а потоа се она што е неопходно на патот од нашето историско постоење и движење накај целта и смислата на нашето историско постоење. И така Христос во својата денешна беседа, упатена до неговите ученици, почнува со окото, односно со светлината. И таа забелешка е толку длабока, толку силна, мокна, колку би било со неа да живееме, за неа да размислуваме сите, секој. Ако е здраво и чисто окото, вели Христос, и целото наше тело ќе биде свето. Ако нашето око се разводи, не ќе може светлината со која што Господ го осветлил телото човечко, а од светлината, да не заборавиме, е искаено битието на човекот, не ќе може да ја види, а ќе ја регистрира како темна. И потоа Христос поентира, мокри. Ако светлина, полното око ја доживува како темна, а каква ли ќе биде тогаш темнина? Доста добро за размислување. Секој од нас овие зборови Христови не смее да ги заборави. Каква ли ќе биде темнината? Она што не знае за светлина. Потоа Христос не соочува со неможноста на многу господари да им служи. Можеме да му служиме само на еден Господ. Зашто ако им служиме на два, само едниот од двајцата вистински ќе го засакаме и ќе му служиме, а на другиот ќе го намразиме и ќе му пакостиме. Да се определиме за еден Господар, вели Христос. И тој мора да биде вистински. Штедар, животодавец и спасител.
И уште еден прекрасен заклучок. Не можете да му служите и на Бога, и на мамон. Кој е тој мамон? Богот на парите, Богот на стандардот, Богот на комфортот. Се она пошто мечта е умот човечки. И што го смета заврно или крајно остварување во својот живот. Тоа зашто многу поскоро пред се душата своја ја тргува со мамон, а потоа и Бога. И тој хазарден однос кон животот е ужасен, бидејќи не води во тмините адски, таму каде што имаме целосно отсуство на светлина. Потоа не се очува со проблемот на лебот и водата, со проблемот на облеклот. И ни вели дека тоа не е неважно, тоа е потребно за секој човек. И затоа не треба човек да седи на колени да го моли Бога, бидејќи Бог знае дека без тоа не може. А и затоа повеќе ќе се бавиме со градење на нашиот однос кон Него. Да го споставиме молитвен диалог со Него. Тој сака да молчи и да не слуша. Во секоја молитва наша, не му принесена, тој молчи и не слуша. Ако е искрена, од срце кажа, веднаш ја послуша. Веднаш. И во молитвата не смее да присуствува лицемерството, калкулирање помеѓу светлината и темнината, калкулирање помеѓу служењето на Бога и на мамон. Таа мора да биде чиста молитва, од срце изречена. И Бог не ја прима. Во крајна линија, браќа и сестри, подобро е да се молиме и со молитва не целосно трезвено умна, отколку воопшто да не се моли. Зашто и тогаш кога умот наш е во расејание, а устата наша ги кажува зборовите, иако не сме свесни за значењето на зборот што устата наша го кажа, а светите велат Бог го разбира тој збор, го прима и за таквите се труди и се грижи. Птиците небесни ниту ораат, ниту сеат, ниту во амбари собираат, вели Христос. А Отецот небесен за нив се грижи и ги храни. А колку повеќе за вас, ни вели нас луѓето, зарем не сте поскапи од нив? Потоа зборува за облеклото. И за пример го зема кринот. Колку е убав, вели. Еден цвет од кринот е толку убав, што ни Соломон во зенитот на својата слава не можеше да се облече толку убаво, колку што Бог кринот го облекол во убаво. И повторно Господ не прашува, зарем не сте вие поскапи од кринот, од сламата, од требата, прекрасно облечена во сите бои и мириси.
И кога што во еден ден се исекува и во огнјот се фрла. А какви украси Господ и убавили и дал на истата. А за толку повеќе Господ ќе ви даде вам, луѓето, бидејќи се што постои, се што го има, видливо и невидливо за човечкото око, го има и постои, за да се стави во служба на човечкиот живот. За возврат, човекот пак е повика на одговорност, да се грижи за се што постои за да му служи него, а не да го уништи. И овој свет од предвкус и икона на рајот да го претвора во депонија и икона на пекол, во голем реквизиториум, депонија на реквизити и предмети, за кои што зборува големиот ЮНЕСКО во една своја драма. И гледајте, најмили мои, сега и крајот ми е сосема разбирлив. Сето тоа што го сакате е добро, благословено и ќе го имате померата од вашите вистински потреби. Секој вишок што го собирате како резерва за не дај Боже, го одземате од оној кому вистински му треба. На гладниот во Биафра, кој што страда за лед и вода, вистински, децата не можат да доживеат старост, умираат од глад и од жед. Ним им го земаме, браќи и сестри. Илјадници тони конзервирана храна се фрла во морските длабочини, за да се сочува цената на пазар. А при тоа, илјадници деца умираат од глад. Тоа е тој вишок од кој што Бог сака да не ослободи, за да му се даде на оној што ништо нема. Оној кој што така размислува и живее за Бога и сака да биде граѓанин, вечен и несмртен, на вечното и небесно царство Божие, бидејќи во животот негов, во умот негов, во срцето негово, ќе ја има и ќе се одвива, ќе се спроведува правдата Божја за човекот и за светот. Амин. Ама бидејќи нема тие да му вратат, тој им прости на двајцата. Кажи ми кој од нив повеќе ќе го милува? Симон одговори и рече, мислам оној кому повеќе му простил. А он му рече, право пресуди. И кога се заврте кон жената, му рече на Симона, ја гледаш ли оваа жена? Влегов во твојот дом, ти ни вода за нозете не ми даде, а таа со солзи ми ги огли нозете и со косата своја ги истри. Ти не ми даде целив, а таа откако влегов не престана да ги целива нозете мои. Ти со миро не ја помаза главата моја, а таа со миро ги помаза нозете мои. Затоа ти велам, нејзи се простуваат многу гревови, оти ме возлюби многу, а кому малку се простува, мала и љубов има. Нејзе пак и рече, ти се простуваат гревовите, а оние што седеа со него на трпезата, почнаа да говорат во себе, кој е овој што и гревови опростува? На жената пак и рече, верата твоја те спаси.
води си со мир. Ти благодарим, Господи Боже на силите, кој ни достои себе да застанеме пред Твојот свет жртвен и да припаднеме кон Твоето милосрдие за нашите гревови и за незнанието на народа. А и оние што со нас се молат, даруј им Боже преуспевање во животот и во верата и во разумот духовен. Дај им оние што секогаш со страх и љубов Ти служат, без вина и без осуди, да се причестат со светите Твои тајни, да бидат достојни на Твоето небесно царство. Премудрост, да секогаш чуваме по Твојата власт, Тебе слава да Ти вознесуваме, на Отецот и Синот и Светиот Дух, сега и се векова.